Министрите, државните секретари, директорите и армијата, други редовни раководни лица не се единствените кои ќе се офајдат од новото зголемување на функционерските плати од безмалку 80%. Серијата на така наречени национални координатори, односно функции кои владата ги измисли во изминатите неколку години, исто така се опфатени, како на пример координатори за унапредување на работата на јавните предпријатија, координатори за Отворен Балкан и регионални иницијативи, за одговорно владење и транспарентност, за здравство, за стратегиски комуникации, за развој на културата и меѓуресорска соработка. Владени функции кои се практично паралелни на веќе постоечките. Според новите измени на Законот за плати за избрани и именувани лица, платата се пресметува според коефициент, а репер е просечната плата која во моментов изнесува 32.000 денари. Па имајќи во предвид дека најголем дел од раководните лица имаат коефициент 3, значи дека тие во моментов чекаат месечни примања од безмалку 100.000 денари, односно 3 просечни плати. Помеѓу ново измислените владени функции кои ќе се офајдат се и директорот на управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците, директорот на Агенцијата за примена на јазикот, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, како и директорот на инспекторатот за употреба на јазиците. Но како редовните функции, така и новите имаат и своји заменици кои исто така се опфатени од зголемувањето. За сега председателот Стево Пендаровски зема највисока државна плата од 93.000 денари. Со новото покачување, тој ќе зема 165.000. Слична сума на пари очекува и председателот на Уставниот суд, чија институција ја донесе оваа промена. На премиерот Ковачевски, спикерот Џафери покачувањето ќе им донесе месечни примања од околу 155.000, а на министрите од 111.000 денари.